Добар ден на сите. Дозволете ми да искористам приликата во име и на владата и во мое лично име да му посакам силно добре дојде на мојот колега господинот Метнар, министерот за одбрана на Чешката република, кој е прв министер за одбрана на НАТО кој што е во официјална посета на Северна Македонија по нашето членство и кој што ја прифати оваа покана дури во услови на пандемија и прилично ограничени шанси за наша меѓусебна комуникација. Колега Метнар, добре дојдовте во Северна Македонија. Дозволете да го изразам моето задоволство што 2 години по нашата средба во Острава, во Чешката република, се гледаме и тука во Скопје, за да додадеме нови аргументи во нашата одлична политичка, но и одбранбена соработка. Чешка е навистина една од сојузниците кои ни пристапија помеѓу првите во поддршка и при справување со последиците од корона кризата. Сакам да ја изразам благодарноста за таа солидарност, меѓутоа да кажам дека тоа не беше исклучок диктиран од пандемијата, туку дека тоа навистина беше систем на постојана политичка и конкретна поддршка на нашите напори да ги подобриме состојбите во одбраната и да станеме членка на Алијансата. Во изминатите 3 години навистина имавме многу интензивна одбранбена соработка, особено во делот на нашите служби за безбедност и разузнавање, кои веќе 2 пати беа директно поддржани од страна на своите чешки колеги. И сакам денеска и тоа да го истакнеме, бидејќи знаете, луѓето кои работат во безбедност и во разузнавање не се многу вокални за заедничките операции, но денеска сакам да се заблагодарам дека Чешка во континуитет даваше поддршка на нашата служба за безбедност и разузнавање. Дополнително во изминатиот период Чешка даде навистина сериозна поддршка за зајакнување и создавање на нашите капацитети за АБХО, кои што се дел од нашите НАТО целина способности. И јас очекувам дека таа опрема, која што ќе оди директно кон нашата лесна пешадија, веќе во август ќе биде тука и ќе биде на располагање на нашите единици, како во услови на криза, така и во услови на операција. На денешниот состанок разговаравме како она што е добро да го направиме уште подобро. Како да ја засилиме одличната одбранбена соработка и во тој контекст упатив покани 2. Едната е за учество на чешките вооружени сили на заеднички вежби со македонската армија на полигонот Криволак, кој денеска е место на една многу важна вежба која што е дел од Defender Europe 21, а веќе од следната година втора вежба од истиот серијал ќе биде токму на Криволак. Што значи нудиме капацитет не кој што е само домашен, туку кој што веќе станува НАТО капацитет. И во исто време упатив покана за заедничко користење на капацитетите на Центарот за односи со јавност, тука во Скопје, кој што го трансформираме како Центар за борба против лажните вести, нешто што навистина се повеќе и повеќе го гледаме како дел од безбедносните проблеми. Од друга страна, сакам да го изразам задоволството што Чешка понуди поддршка и во делот на одбранбеното планирање, но и во делот на справување со хибридните закани. На ваков начин, со серија на заеднички активности, навистина сметаме дека и нашата билатерална политичка и одбранбена соработка ќе биде поголема. На денешната средба со министерот Метнар разговаравме за првата наша цел, членството во НАТО, кое со нивна помош го реализиравме, но и разговаравме дека Северна Македонија во НАТО покажа дека нашиот збор важи и дека она што ќе го најавиме можеме да го испорачаме. Сакаме тоа да го покажеме и во поглед на нашата втора стратешка цел, а тоа е почетокот на преговори со Европската Унија. И денешнава средба и сите средби кои ќе ги има министерот за одбрана ќе бидат во знакот на големата благодарност на сите наши институции за континуираната поддршка на Чешка, која што беше многу јавна, многу јасна и многу директна и минатата година во поглед на нашето членство во Европската Унија. Чешка и Северна Македонија ја делат визијата за стабилен Балкан.
А ако сакаме да развиваме стабилен Балкан, рецептот е и почеток на преговори со Европската Унија за Северна Македонија. Затоа сакам да се заблагодарам, велам, за јасниот став кој Чешка го покажува дека преговорите со Северна Македонија мора да почнат. Дополнителниот аргумент за јакнење на нашата билатерална соработка ќе се случи веднаш по нашата денешна пресконференција, заедно со колегата Метнар и со колегата Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, ќе подпишеме меморандум за разбирање помеѓу трите институции, со кој се надеваме дека веќе во следната фаза ќе можеме да склучиме договор влада со нашите чешки колеги за ремонт на еден дел од нашите хеликоптерски единици и во Министерството за одбрана и во Министерството за внатрешни работи, што ќе ја подигне нашата борбена готовност, ќе ја засили нашата билатерална соработка, но ќе ги зголеми во исто време и капацитетите армиски и полициски за справување со кризни ситуации. Вака функционираат сојузници и вака работат заеднички на поголема стабилност. Благодарам колега Метнар и очекувам дека нашите денешни и утрешни средби ќе бидат многу успешни. Благодарам. Добар ден, благодарам. На почеток, господин министр, почитувани дами и господа, навистина дозволете да ви се заблагодарам за поканата на господјата министерка, а исто така и за многу пријатниот прием што го добив тука во Скопје од вас. Многу ми е драго што можев да го искористам ова прва можност во ова тешка пандемиско време и да остварам мојата прва посета тука кај вас во Северна Македонија. Понатаму дозволете ми неколку зборови од мене како министар за одбрана на Република Чешка. Северна Македонија за Република Чешка е многу битен партнер. И во сегашно време, како и во минатото, имаме на што да се надоврземе. Имаме многу добри пријателски односи. Западниот Балкан за нас е долготрајно надворешно политички приоритет и нашите билатерални односи имаат, како реков, силна традиција. Секогаш го поддржувавме влезот на Република Северна Македонија во НАТО и драго ми е што минатата година целиот процес успеа успешно да се заврши. Верувам дека во вашето членство во Алијансата ќе го зајакне стабилноста на целиот регион и сакам да потенцирам дека Република Чешка еднозначно го поддржува влезот на Северна Македонија во Европската Унија. Како министер за одбрана гледам во иднина голем потенцијал во развојот на соработката на нашите вооружени сили, на нашите земји, на нашите индустрии, одбранбени индустрии и општо капацитетите за нашата заедничка соработка. Како што рече господјата министер, би сакал да кажам дека првиот голем пример за следни проекти веќе постои. За неколку минути со господјата министер за одбрана и господинот министер за внатрешни работи ќе подпишеме меморандум за модернизација на 4 хеликоптери од руско потекло, кои што во нашето државно предпријатие ќе бидат поправени и ремонтирани. Морам да уверам дека нашето државно предпријатие ЛОМ ги има сите сертификати кои што се потребни за модернизација и ремонт на сите хеликоптери. Сакам сите да ви уверам, затоа што знаеме како е меѓународната ситуација во последно време и дипломатската криза меѓу Република Чешка и Русија нема да има влијание на овој проект. Исто така ми е драго што Северна Македонија избра токму Република Чешка и фирмата од Република Чешка, затоа што Република Чешка, што се однесува од браната, оружената индустрија, има голема историја во оваа област и подготвени сме доколку има интерес. Секако
во овие области да и помогнеме на Северна Македонија. Понатаму би сакал да кажам дека минатата година владата на Република Чешка одобри финансиски средства за помош на Северна Македонија во областа на противхемиската заштита, опрема за противхемиска заштита, а све други средства ќе беа и ќе бидат вложени во обезбедување на заштита на тајните информации, онака како што тоа го бараат стандардите на НАТО. На крај, дозволете ми да кажам дека на кратко имаме основа за градење и дозволете на крај уште еднаш да и се заблагодарам на господата министар за убавиот прием и многу ми е драго што можев да дојдам тука кај вас. Ви благодарам.